Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Светот на автомобилите се движи со секавична брзина, па затоа секоја недела имаме новитети во изобилие. Но не се само новитетите поентата на ова издание на Автомагазин. Имаме и јубилеј. Автомобилите и воопшто возилата се тесно поврзани со пневматиците, а оваа година е 110 годишнината која Пирели ја прославува со низиното присуство во автомобилскиот свет, односно во светот на автомобилските трки. Па тоа е достојно за да ја почнеме емисијата токму со овој јубилеј. Се започна во 1907 година, кога принцот Шипионе Боргезе победи на релито Пекинг-Париз со голема предност пред останатите. Телеграмата со која тој извести за успехот беше кратка. Пристигнавме во Париз први, менувајќи само 2 пневматика. За тоа време и по тие патишта да се поминат 16.000 километри беше исклучителен резултат. На неговата скоро сериска Итала опремена со Пирели пневматици и требаа точно 2 месеца. Успехот брзо се расчу. Дотогаш невидената авантура го привлече вниманието на јавноста. Итала и Пирели станаа синоним за перформанси и издржливост. Но додека торинскиот производител на автомобили опстана едва и уште 3 децении, Пирели годинава одбележа 110 години од своето учество во мотоспортовите. Времињата се менуваа, тркачките моторцикли и автомобили исто така, но едно остана исто – посветеноста на компанијата кон врвните резултати и спортот воопшто. Рекордите паѓаа, а победите и титулите се нижеа. Многу славни имиња го носеа познатото лого на своите комбинезони и капчиња. Уште повеќе автомобили и моторцикли го имаа истакнато на видно место. Денес пневматиците на Пирели се користат во 340 шампионати на сите 5 континенти. Најновиот на листата за освојување е новата рунда во Формула 1. Изменетите правила се нов предизвик на кој од Пирели подготвено одговорија. Со нова конструкција и нови компоненти за смесата F1 пневматиците на гледачите ќе им донесат поголеми возбудувања. На инженерите на марката пак нови искуства кои тие ќе ги преточат во другите производи. Мотоспортовите веќе 110 години им ја отвораат вратата на новите технологии на Пирели. Во една од најнапредните фабрики во светот, каде владеа дигиталните технологии, целосно роботизирано се произведуваат пневматици. Како за трки, така и за најмокните сериски автомобили. Тркачкото искуство е нераскинлив дел од историјата, сегашноста и иднината на Пирели. 110 родендени се многу за славење и гости за поканување се многу. Денес секој втор престижен автомобил во светот носи Пирели пневматици. Тие се идеален избор за најмокните, најексклузивните и најпосакуваните автомобили и моторцикли многу години наназад. Благодарение на спортот, кој е символ на филозофијата и мисијата на Пирели, тркачките перформанси и безбедноста се на располагање секој ден на секој возач. Сите љубители на француските возила ќе ги израдува веста дека и Citroen подготвува спортски модел. Со тоа ќе се пополни една болна празнина во понудата на PSA. Имено DS Premium филијалата на марката поднесе барање за регистрирање на името e-Tense, што недвосмислено сугерира дека е на повидок спортско купе кое ќе настане со транзиција на истоимениот концепт во сериски модел. Покажан лани во Женева, за e-Tense како луксузно електрично купе ни беше кажано дека постојат шанси да стане реалност ако клиентите покажат доволен интерес. Од Citroen не објавија со каков печаток се вратија дома од салонот.
но упатените во проблематиката велат дека од претходно постоеле планови за производство на еден ваков спортски модел. Се чекало само на нивната верификација од јавноста. Истите тие сега тврдат дека моделот е влезен во процедура и дека моментот на неговото лансирање ќе биде некаде помеѓу 2018 и 2021 година. Во тој контекст се толкува и појавувањето на Performance Line серијата, достапна кај целата сегашна гама на DS. За сега ограничена само на козметички зафати, таа е добар вовед во она што допрва треба да следи. Сепак не е известно дали французите ќе истраат докрај во својата намера да понудат нешто специјално, нешто што уште на прв поглед ќе одвојува од другите. А E-Tense е идеален кандидат за тоа. Светот на спортските и луксузни возила незапирливо и тако на теренот. За сега имаме повеќе примери, но Бентли со својата Бен Тајга како да ги предизвика останатите производители на луксузни возила. Одговор подготви Mercedes-Benz со својата легендарна G-класа, која подпомогната со луксузниот суббренд на компанијата Maybach ја представува G650 AMG. Овој теренец не само што е луксузен, туку и ексклузивен, бидејќи ќе се произведе само во 99 парчиња за целиот свет. Прашање е цената и толку не е огромна. Само 500.000 евра, се разбира без локалните давачки. Глазините се потврдија, но не во целост. Maybach навистина подготвувал теренец, ама не оној за кој се мислеше. Спакуван без машничка, Mercedes Maybach G650 Landaulet пристигна изненадувачки, надразнувајќи ги сите сетила на белосветскиот Jet Set. Уникатноста му ја гарантира председателски отворената каросерија, а ексклузивноста стриктно лимитираното производство. Екстремните офроуд способности ќе ги израдуваат и оние што нема да го возат само по ривиерата, а безкомпромисниот луксуз сите. Зверската механика е базирана на 6-литарскиот V12 битурбомотор од AMG, за што се способни неговите 630 конски сили и 1000 ньютон метри не треба да објаснуваме. Исто важи и за теренските можности загарантирани со редукторот и диференцијалите кои 100% се блокираат. Импресивната појава е постигната со должината од 5,35 и височината од 2,24 метри. За клиренсот од 45 см заслуга имаат и мамутските 325-55 R22 пневматици. Лаковите над нив се од јагленородни влакна, материјал кој се среќава и во внатрешноста. Низиниот раскош го овозможува меѓуоскиното растојание од 3,43 метри. Задните седишта се исти како и во S-класата, но не стандардната, туку онаа на Maybach. Тоа значи дека се подесуваат во безброј насоки, а патниците на нив може да се релаксираат со масажа. За пијалокот да им биде како што треба, се задолжени термичките држачи за чаши, а за приватноста стаклото што ги одвојува патничкиот простор од возачот. Уникатна особина му е што може со притисок на копче од транспарентно да стане замаглено. Волшебната комбинација на луксузот на Maybach и теренската грубост на G-класата има и волшебна цена. За неа од Мерцедес мудро молчат, но најхрабрите шпекулации ја позиционираат горе-долу околу $500.000 евра. Точната сума ќе ја дознаат само 99 избрани срекници во Европа, Русија и Блискиот Исток. Сите други ќе се прашуваат дали е ова лебедовата песна на иконскиот теренец кој скоро непроменет се произведува од 1979 година.
Во ова доба на владење на електронските услуги навистина е чудно како досега никој не ги спои автомобилите и плаќањето на горивото за нив. Со намера да придонесат за поголемо задоволство на своите корисници, Jaguar и Shell се здружија за имплементирање на една ваква услуга. Сосема едноставно замислен, системот функционира со помош на мобилната комуникацијска мрежа. Апликацијата инсталирана на телефонот во секое време знае каде е најблиската бензинска пумпа. Кога ќе има потреба од дополнување на резерварот, се потврдува тоа на контролниот дисплеј во возилото, се наточува гориво и толку. За плаќањето не треба да се грижите. Апаратот на бензинската пумпа преку централниот сервер автоматски го симнува износот од вашата сметка. Овој вид на безготовинско плаќање директно од автомобилот ќе биде достапен во возилата на Jaguar од наредната моделска година. Сигурни сме дека нема многу време да помине и ќе се појават други слични системи кои возењето ќе ни го направат порелаксирано. Например, наплатата на паркирањето или купувањето брза храна. Скоро една година по рестайлингот на A3, минатиот април и неколку месеци по дебитирањето на седам верзијата на RS3, Audi процени дека сега е вистинското време да го представи освежениот RS3 Sportback. Кратката приказна е дека овој врел хеджбек носи благ редизајн, грст технички унапредувања и мотор со округли 400 конски сили. Подолго раскажана, во неа ќе се спомене дека 5-цилиндричниот агрегат е олеснет за 26 кг и засилен за 33 конски сили. Но побитно од сировата сила е што максималниот вртежен момент од 480 Нм го остварува во диапазон помеѓу 1700 и 5850 вртежи во минута. Во содейство со 7-степениот S-Tronic менувач и кватро перманентниот погон на сите тркала, тоа резултира со катапултирање до 100 за 4,1 секунда. Една од опциите за која сигурно сите купувачи на RS3 Sportback ќе се одлучат е отстранувањето на лимитот на максималната брзина, пошто се достигнуваат 280 км на час. Ако некој воопшто се осмели тоа да го праша, од Audi ќе му одговарат дека овој спортист просечно троши 8,3 литри на 100 км. Но само под услов ако се вози така да случајните минувачи може да ги забележат новите светла со опционален Matrix LED технологија, меѓу поаглестата маска и репрофилираниот браник. Назад нова е графиката на светлата, а во внатрешноста присуството на виртуелниот кокпит на Audi. За овој модел тој специјално е прилагоден и на брзинометарот сместен на средина ги придружува мерачите на ослободеното количество вртежен момент, G-Force за брзувањето и притисокот во пневматиците. Ако пак е избран мануелниот режим на менувачот, тогаш се покажува и скалата која му сугерира на возачот вистински момент за промена на степените на пренос. Дека RS3 Sportback има и нов инфозабавен систем не би требало да елаборираме. Место тоа ќе го споменеме системот за помош при незгоди, кој ако е потребно сам ќе го запре возилото. Првото јавно прикажување на Audi RS3 Sportback ќе биде на салонот во Женева. Нарачки ќе се примаат од април, а најнестрпливите купувачи ќе ги добијат своите возила во август. Цените започнуваат од 55.000 евра. Порше го ужива угледот на најмасовен спортски автомобил. Покрај
скоро непроменетиот дизајн кој се провлекува со децении наназад, неговата силна страна е и технологијата. По само 2 години производство, еден од највистинските изведби на 911, онаа со кратенката GTS, доби свој редизајн. По углед на традицијата на компанијата, редизајнот е скоро незабележителен, но вреди да се обрне внимание на него. Порше 911 е легенда повеќе од половина век. Формулата на вечниот живот не е тајна, тоа се постојаните обновувања и смислено пополнетата понуда. Сочината е од 20 на модели, од кои оној со ознаката GTS најмалку се истакнува. Но според љубителите на марката тоа е она вистинското, благодарение на оптималниот баланс меѓу тркачкото и секојдневното. Базиране на прецизно одредените желби на купувачите кои сакаат да ја почувствуваат возбудата до максимум. Неколку специфични технички решенија со кои се нагласуваат динамичките карактеристики го разликуваат од стандардната карера. За измамување по голема насмевка доаѓа сериски со најпосакуваните нејзини опции. Во овој облик е представен пред малку повеќе од 2 години, но германците решија да го обноват. Естетски тој сега го има истиот изглед како и другите модели од гамата на 911. Светлата напред и назад се поинакви, браниците модификувани, а спойлерите поголеми. Тркалата се црни од 20 инчи, а во истата боја се и централно поставените издувни цевки. Моделите со погон само на задните тркала уште имаат и црна лајсна меѓу светлата назад. Меѓу малобројните измени во внатрешноста се истакнуваат деталите од алкантара и електрично подесивите седишта во 4 насоки, додека спорт хронопакетот е стандарден. Порше 911 GTS важеше за најмоќен со атмосферски мотор. Сега е уште помоќен, но како и другите има турбоагрегат. Досегашниот 3,8 литарски боксер со 430 конски сили е заменет со ново развиен 3 литарски кој има 20 коњи повеќе. Тоа го сместува веднаш под GT3 кој повеќе е наменет за викенд уживање на тркачките патеки. 7-степениот PDK менувач е вистински додаток, иако 911 GTS е на располагање и со мануелна трансмисија. Подвозјето му е за 10 мм пониско, а со активниот менеджмент на ослонувањето се спушта за уште толку. Тоа помага во справувањето со силата доволна да го катапултира до 100 за 3,6 секунди. Најбрзата изведба постигнува 312 км на час. Од сега 911 GTS ке може да се добие со систем за управување кој делува и на задната оска. Тој до 50 км на час ги врти задните тркала во спротивна насока, со што се подобруваат маневарските способности. При поголеми брзини пак тие се свртуваат во иста насока како и предните, но за помал агол, што ја зголемува стабилноста. Од Порше не заборавија да спомена дека новиот 911 GTS е и поекономичен со просечна потрошувачка од 8,3 литри на 100 км. Како и досега, ќе биде достапен во купе, кабриолет и тарга варијанти со погон на задните или сите тркала. Цените во Германија се движат помеѓу 125 и 145.000 евра. Граѓанинот од светски ранги официјално е подготвен да го започне својот 10-ти живот во Европа. И во оваа генерација Honda Civic представува битен чекор напред за јапонската марка, не само заради промената на неговата производствена стратегија. Пред скоро 2 години беше објавено дека американскиот и европскиот модел ќе бидат обединети во една од најголемите развојни програми во историјата на компанијата. Досега двата модела беа развиени засебно, секој со своја механика и поинаков изглед.
И покрај тоа што има мало пазарно учество, Civic од секогаш имал значајно влијание врз сваќањето на купувачите во европската компактна класа, настапувајќи како сериозно развиен модел кој не ги прифаќа стереотипите заслужени за добрата репутација на Honda. Додека другите одеа на сигурна карта без експериментирање со чувствата на купувачите, Honda внесуваше емоции во настапот на Civic на пазарот. Затоа и представува најважен модел за брендот во Европа и за многу возачи е синоним за марката. Првата генерација се појави во 1972 година и оттогаш редовно се обновува на секои 4-5 години. Ваквата динамика направи тој да биде вечно млад, комплицирајќи ја работата на развојните тимови. За да одговорат на предизвикот, тие секогаш пристапуваат со нов начин на размислување. Имајќи го во предвид наследството, овој модел остана верен на оригиналниот Civic, кој пораката автомобил за сите луѓе ја расшири низ светот. За него од Honda ќе кажат дека представува комбинација на впечатлив дизајн, спортски стил и практичноста на класата во која припаѓа. Вселенските линии од претходните две генерации се напуштени и заменети со позрели. Првите реакции беа дека изгледот на Civic е толку сериозен што повеќе одговара на возилата од повисоките сегменти. Но само однапред, не така агресивното лице продолжува со нагласените лакови на тркалата во силуета која зрачи со самодоверба. Спортскиот карактер е потенциран со кратките препусти, острите, но аеродинамични линии и повеќе стилски детали. Достојно внимание е посветено и на внатрешноста, изведена со едноставен и минималистички изглед. Во неа ќе сретнеме нови технологии, од кои трендовски се издвојува втората генерација на мултимедијалниот систем. Ние сепак попрво би го потенцирале Honda Sensing пакетот за напредна безбедност и помош на возачот, кој е дел од стандардната опрема. Завршната обработка и квалитетните материјали заедно со ниската позиција на седење создаваат чувство на поврзаност со автомобилот. Поширок е и подолг од своите претходници благодарение на новата полесна платформа. Со ниското тежеште таа обезбедува агилност, а софистицираното ослонување возбудливи и забавни искуства. Впечатливиот дизајн ја навестува, а деталните спецификации ја потврдуваат динамичноста во возењето. Двата потполно нови турбомотори се развиени токму со оваа цел. Поголемиот 1,5 литарски располага со 182 конски сили кои на Civic му даваат агилни перформанси. Тоа важи и за помалиот мотор со 3 цилиндри и 1 литар за фатнина, кој испорачува добри 129 коњи. И двата се достапни со 6-степен мануелен менувач или CVT трансмисија. Иако продажбата на Civic треба да започне наскоро, спецификациите за дизелите и Ninja воинот Type R не се познати. Години наназад продажбата на овој модел во Европа се движи околу 45.000 единици годишно, бројка која некогаш беше 2 па и 3 пати поголема. За разлика, американската продажба постојано расте и лани стигна до 367.000 возила годишно. Во иднина електричните возила ќе имаат поголема улога за зачувување на воздухот што го дишаме. Не само патничките, туку и доставните и лесните камиони. Една од солуциите за чист урбан транспорт на кратки релации е третата генерација на електричниот Fuso и Canter. Визуелните измени го издвојуваат овој 7,5 тонски камион од стандардните модели. LED светлата и уникатната маска му даваат атрактивен изглед. Во редизајнираниот интериер се среќава таблет кој може да се поместува. И тука LED осветлувањето е присутно, давајќи модерен призвук на класично камионски организираната кабина. Од интензивната употреба на неговите претходници беа собрани богати искуства. Систематското подобрување на сите системи му донесе нови предности како во поглед на автономијата, така и кај трошоците за експлоатација. Новиот e-Canter има синхрон електромотор со перманентни магнети, односно без четкички.
Импресивната моќност од 185 киловати се пренесува на задните тркала преку стандардна едностепена трансмисија. Вртежниот момент од 380 Нм е на располагање уште првата секунда по тргнувањето. Во зависност од изведбата на телото и товарот, може да помине повеќе од 100 км без потреба за полнење на батериите, кои се поделени во блокови од по 14 киловати и сместени ниско на шасијата. За нивно полнење постојат две опции. Првата е на стандардна мрежа за 7 часа, а втората со специјален полнач до 80% за само 1 час. Се подготвува и трета, која истиот капацитет ќе го обезбеди за половина час. Фјузо и Кантер има сосема солидна бруто носивост од 4,6 тони. На купувачите ќе им биде понуден со повеќе комбинации на батерии. Тоа ќе им овозможи да го изберат вистинското возило за своите потреби во поглед на автономијата, носивоста и цената. Од Фјузо велат дека благодарејќи на ниските трошоци за експлоатација и одржување, и Кантер ќе се исплати по само 3 години. Своето тврдење тие го базираат на собраните податоци од досегашните корисници, кои во просек прокнижиле по 1000 евра заштеда на секои 10.000 поминати километри. Фјузо е пионер во електрификацијата, но и комерцијализацијата на овој вид стопански возила. Доколку оваа идеја успее да се прошири кај сите производители, а сите параметри укажуваат токму на тоа, тогаш ќе имаме далеку почиста човекова околина. Со желба најлошите денови по прашање на загадувањето да се веќе во оваа година далеку зад нас, ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена. До тогаш поздрав и уживајте.